Иако денеска облачно време и температури некаде под нулата тука во Битола на Пелистер и Нижополе, сепак голем број на љубители на снегот и зимските спортови, како и претходните денови, така и денеска се упатија кон патеките на двата на скијачките патеки на двете места, е секако и на копанки на Пелистер и на скијачките стази во Нижополе. Морам да напоменам дека ова е секојдневија, особено зголемен бројот на посетители за време на викендите ги има не само од Битола, туку и од околината, од околните општини и градови, доаѓаат од Новац и од Могила, доаѓаат од Преспа и од Ресен, секако доаѓаат и од Крушево, иако таму имаат исто така скијачки патеки, но исто така морам да напоменам дека чести се и посетителите од соседна Република Грција. Како што споменав, иако е облачно и студено, сепак денеска голем број на возила, љубители на зимските спортови, оние кои скијат, даскаат или пак оние со најмалите со санки се упатија кон овие скијачки центри тука. Морам исто така да напоменам дека и угостителските објекти секојдневно се исполнети до последно столче, се пие топол чај и се ужива во оваа прекрасна гледка која имаме тука на Пелистер, висока снежна покривка која според последните информации од последните врнежи изнесуваше некаде околу 50 на сантиметри, така да сите љубители на зимските спортови се надеваат дека оваа снежна покривка ќе потрае и малку подолго ќе можат да уживаат во текот на оваа зима. Она што исто така морам да го кажам е дека на скијачките патеки во Нижеполе, иако уште од минатата година беше оспособено и овозможено на ноќно скијање, минатата зима не послужи снегот тука за да можеме да уживаме во тоа, меѓутоа оваа година оваа снежна покривка им овозможи на сите љубители да уживаат и во ноќното скијање, што е уште една атракција тука и што привлекува уште поголем број на посетители. Битолчани секојдневно уживаат на копанки и Нижеполе, меѓутоа кога станува збор за нешто подолг зимски одмор, кога станува збор за продолжени викенди или пак една седмица на одмор, битолчани најчесто преку туристичките агенции го избираат Банско. Мојата колешка Ана Стојанов работеше на оваа тема, контактираше со туристичките агенции, па еве да слушнеме што најчесто бираат битолчани кога станува збор за подолг зимски одмор. Зимските туристички центри во соседните држави годинава се атрактивни за македонските граѓани, кои планираат таму да го поминат зимскиот одмор. Туристичките агенции нудат богата програма, има аранжмани за сместување во хотели со вклучени спа центри, до вили целосно опремени. Цените се различни во зависност од аранжманот, категоријата на хотелот, понудата и временскиот период. Битолчани се големи шетачи, велат од туристичките агенции, а омилена дестинација за зимски одмор им Банско. Битолчани традиционално најголем интерес има за Бугарија. Затоа што хотелите нудат многу убави цени и тоа дури го компензира убавината на хотелот, квалитетот што го нудат, ја компензира скапата ски карта, например, на Банско. Значи, како и секоја година, најмногу интерес има за Банско. После тоа и годинава, морам да приметам, Боровец исто така е на многу баран. Пампорово е исто така застапено многу. Од туристичките агенции додаваат дека голема заинтересираност за зимски одмор има и на француските Алпи, а исто така битолчани се интересираат и за одмор во Австрија и Италија. Дел од оние пак што нема да заминат на зимување надвор од државата, ќе ги посетат домашните зимски туристички центри како Маврово, Попова Шапка и Крушево, каде имаат можност да се сместат во приватни или хотелски сместувања, а битолчани како по традиција секое слободно време го користат да уживаат во зимската идила на ски центарот Нижеполе и Копанки. Еве, можевте да слушнете каде битолчани најчесто уживаат да го поминуваат зимскиот одмор кога станува збор за продолжени викенди или пак целосен зимски одмор, но јас уште еднаш ќе напоменам. Она што ни е најблиску е секогаш најсладко. Пелистер, Копанки и Нижеполе секојдневно се преполни, битолчани секој слободен момент гледаат да го искористат токму тука на падините на Баба планина, секојдневно уживаат и уште еднаш ќе напоменам дека денеска, иако е облачно,
обилно и имаме температури некаде под нулата, сепак голем број на битолчани се упатија и оваа недела своето слободно време да го поминат токму на Пелестар, уживајќи во снегот, а секако најголема радост предизвикува кај оние најмалите, за кои се подготвени посебни катчиња, детски катчиња, каде можат освен да играат со снегот и да се санкаат, исто така можат да уживаат и во останати рекреативни содржини. На двете места работат и тренери со школи каде и најмалите можат да учат скијање или пак бордање, така да битолчани и околината имаат големи можности да уживаат тука и секако знаат тоа да го искористат.